Добар ден на сите. Денеска сме со граѓаните од Струмица и гледаме дека 100.000 жители се оставени сами да купуваат инфузии, инекции и лекови. Поради расипаните медицински апарати не може да добијат точна диагноза. Оние најави кои што Груевски ги има за реновирање на здравствениот дом и болницата во Струмица не може да ги видиме. Каде е доградбата на болницата во општина Струмица? Каде е новиот модерно опремен крак во болницата во Струмица? Ги нема. Најстрашно е што транспортното медицинско возило ги транспортира тешко болните до клиничките центри во импровизирани услови. Нема дури ниту инкубатор за витално загрозените бебиња. Никола Груевски и Никола Тодоров со нивните тендер политики секојдневно ги загрозуваат животите на пациентите и уништуваат работните услови на лекарите и го урнисаат здравствениот систем. За ова ќе одговараат пред граѓаните тие и нивните соработници. На 11 декември доаѓа нова одговорна влада која што на нозе ќе го дигне јавното здравство и ќе понуди вистинска здравствена заштита. Наш приоритет се граѓаните. Дали имате прашања? Па ева во однос на состанокот што денеска се одржа во Домот на армијата, што е она што се разговараше со невладините социјални организации? Ние сме денеска на средби со граѓаните, слушаме различни нивни прашања, даваме одговори, наши размислувања во различни области. Сметам дека изјавата на една од родителките е созема доволно за вамите. Благодарам. Фала ви. За околу созданијата за расипаните апарати, имаме ли конкретен пример? Па да, имаме различни, да кажеме дека инкубаторите не се во добра состојба. Имаме дека анализите за крв исто така немаат соодветна апаратура и реагенси. Различни аспекти од целосно од болницата не се како што треба. Така да мислам дека може и да истражите и да испитате со граѓаните кои се точно нивните проблеми. Нашите сознанија се дека целосно апаратурата е застарена и дека по еден специјалист работи на смена. Дали е тоа доволно? 100.000 граѓани да бидат покриени со еден специјалист во смена е навистина страшно за еден ваков урбан